Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3. Како што веќе најавивме, гостин во студиото вечерва е Мирка Велиновска. Темата е крај на светот на оној кој го знаеме. Мирка, добро вечер, добре дојде. Ми исплаши мене, крај на светот. Добро. Инспирација беше темата од R.E.M. Добро. Нашиот заеднички омилен бенд, знам дека и ти ги почитуваш. Како не? Кажи ми, како си прво? Ти добра си? Може добро. Зимски услови, како се функционира, малку успорено. А и летото прежеш ко него сакаш. Ти функционираш подобро есен-пролет, предпоставо. Па сега, сакам нормални температури, не сум мазохист, сакам убаво да се осеќам комотно. Не, зимата не ме плаши, ама ми се спие повеќе. Јас сум беше како дечките, да. Многу си сакам зимно време да спијам. Знаеш како те најави публиката која те претежно те следи и те симпатизира вечерва на Facebook, вика гостин вечерва кај Јанко е тешката артилерија. Да почнеме со рецепти како се виткаат царми, за да видат дека можеме и на лайт варијанта да идеме. Како Миленко што направи со козите. Па и ми даде совет, да ти кажам рецепт за козио сирење у маслинов зејтин со чубрица. И да, тоа е некоја италијанска предпоставка. Медитеранска. Коцкицки. Така ќе си го исечкаш, ќе си го ставиш у тегла, со маслинов зејтин, чубрица. Значи, се откажуваме од 80 годишен животен век, значи идеме на 100. 100 е малку, бе. Јас со адитиви сум го проектирала на 100 години. Ова е така мало више. Скоро ти прв пат ти бев оваа година на слава по втор пат. Ме интересира, те прашал ли некој вака медиумски од каде Мирка Велиновска, деклариран левичар, да почне традицијата на слави, поточно влегување во православие? Да, аманет на татко ми пред да умре, сакаше да си ја врати, и татко ми стар комунист, ама стар комуниста сакаше да ја врати. Сакаше да ја врати, и тоа па на него му е од семејството. И си го зема тоа, си го врати. И сега нели должност е на децата или на најстарите, па јас пошто сум најстара од децата, морам да ја следам. Колку те знам тебе, сувопарно наследување на традиција не ти ако нема тука некаква подлога и идеолошка основа со која можеш ти да се сложиш. Ако отворам муабет, никој нема да се согласи, меѓутоа ја многу убаво знам. Пошто нели ја имам, така да речеме, комунистичко воспитување. Не е само убедување, туку и воспитување. Тоа се темели длабоко на христијанските традиции. Сите темелни вредности на христијанството ги застапувале и комунистите. Не оние за кои некој говори со презир, него зборуваме за изворниот комунизам. Што значел од солидарност до традиционални семејни вредности. Не, и тоа, меѓутоа, хуманоста, човечноста, како принцип, како вредност, љубовта. Така да не ти е далеку со. Па и начинот на живот, значи скромноста, вредностите, строгите принципи кои се применуваат во живот. Левицата со која ги придоби светските маси, изврши огромна револуција, потоа ги загуби овие постулати кои беа едни од најјаките и најцврстите. Да бидеш солидарен, да бидеш да помагаш на најбедните, да застанеш со оние најсиромашните. Тоа е девијација на човекот. Ја запознав мајка ти. Тоа беше, морам да признам, многу фасцинантно искуство, особено оние приказни дека она учествувала во Втората светска војна уште како млада девојка, значи на свој 15-16... Од 16 години до 49-та, пошто нели во Егејска Македонија се борела. Значи од италијанско-грчката
војна 40-та до 49-та. Цела младост помината во борба со пушка. И тоа била бескомпромисен и суров борец. Била. Во војна, јас неа кога сум ја прашувала, пошто последиците од војна... Морам да им кажам на гледачите, она е една блага, насмеана, питома душа, неверојатно и просто ми е несватливо кога ги слушав оние работи за незе, како храбро се борела и то гради в гради со бандите на Джемо ги гањаше во Македонија. Па дури ликвидирала. Овдека беа демобилизирани, војната заврши, нели се градеше Југославија, а македонците од Егејска Македонија војуваа на два фронта. Во Грција, кај што се бореа со монархофашистите, и доаѓаа овдека на помош, пошто овдека демобилизирани луѓево ги гонеа балистите на Шарпланина. Значи, како ми кажуваше мајка ми, вика, од кај Макчалан, марш, таму се тепаш и паѓа команда и идеш за Шарпланина, за овие местава кај што се криел. И вика, деноноќен марш, воздух не можеме да земеме. Ни облечени, како со лесни униформи, со тоа што имале, да стигнеш таму. И тука Джаили Буе, нема тука дали сега ќе бидеме хумани или не. Непријателот нестандардно војува, а ти треба на туѓ терен да се бориш. Тој терен они не го познавале, живееле во Егејска Македонија. Ама прекалени борци со искуство, нешто као рамбовци. Нели, за Курбан не може никој да ги забележи на Југославија, нели, она веќе во мир гради општество, овие се од надвор, као незапишани, као никој не ги... Да употребам збор, се колеле, буквално. Бога ми имал клање. Али сум ја прашувал како се издржува, пошто овој поствоениот период, цела моја младост помина со последиците од незиното војување. Она не можеше да заспие ако гледа, да речеме, партизански филм или крв на телевизор, или да се, кој ќе се боцнеше со игла, да речеме, прстот кој ќе го боцнеше, паѓаше у несвест, крв кој ќе види. Тоа со години последици чувствуваше од таа... Она има преку 80 години, е многу витална, многу е витална, па тоа е тренингот, видиш, они у младост јаделе треви, се хранеле здраво, многу спортувале. Видиш, тоа е една генерација за восхит, мора да се каже. И тие што биле цивили, као жртви, кои морале да организираат семеен живот, храна, семејството да го одржат. И оние што се бореле, значи тоа е стварно нешто, кога се вика еден живот имаш, еден добар дел одсечок од тој живот да го поминеш у ненормални услови. Тоа мора да ги исчеличило, мора да ги направило, или така им се паднало, така им било пишано. Важно тоа се посебни луѓе. Јас имам исклучителна почит за таа генерација, да речем. Веројатно сега такви генерации имало и во балканските војни, и тие страдања кои знае какви биле, тоа ние не можеме ни да поимиме, ние не се занимаваме со тоа. Јас благодарение на моето звање, значи сум студирала историја, тие минати периоди никогаш не ги доживувам како апстрактни. Јас ги преживувам замислувајќи се во кожата на тие луѓе, значи тие за мене не се мртви, него јас потполно те разбирам. Ги доживувам како некогаш живи луѓе, како дел од мене. За да го разбереш и амбиентот и психологијата на трагедијата на она што се случувало. Кога еден брат иде за српска војска, друг иде за бугарска. Си ги предпоставувам сите возможни драми
за кој сум читала или сум слушнала и А ги и сама си преживувам. ги си била И сведок. ова сега да речеме ми е само така помош, бидејќи па сега живеам со родители, значи кои учествувале у такви настани и јас кога ти викаш дека е она блага и мајка ми ја гледам како мудар човек. Мудар човек кој осознал што е животот, кој осознал ги видел луѓето и како животни и како луѓе и во најлошото и во најдоброто изданги. И цел живот го поминала со цврсти принципи и бидејќи она не воспитуваше, нели, она беше углавном дома, ние, и јас и сестра ми, се научивме да живееме без принцип, ние не можеме да функционираме. Од мали знаеме дека принципот е тој што ти помага да го одржиш карактерот или личноста своја. Тоа е она како јас го доживувам христијанството, за кое вие учите, да речеме, на друг начин. Како се викаат твоите родители, татко ти? Асен и Ленка. Ленка е жива, Асен е Си почина, да, пред 3 години. И едноставно признавам затоа што и јас познавав такви луѓе и ја немав прилика да го запознавам дедо ми кој исто така бил комуниста, но исто така кога слушам за него работи кои допираат, кога ќе ги споиш сите уедно, допираат до зборот достоинство. Па сакаш ти спроведи го низ пријателство, низ живот, низ работа, низ сите сегменти и мислам дека е тоа нешто што го изгубивме по пат во овој живот на конзументско некакво општество, потрошувачко. Па вака, значи Достоинството го изгубивме како луѓе многу минало. А достоинството е врзано со самопочита. Кога се самопочитуваш, кога си свесен за себе, ти ги почитуваш и другите. Ти не ги чувствуваш као загроза. Се бориш против оној кој сака да те уништи. Меѓутоа нема место за омраза. Луѓето кои не се самопочитуваат, кои немаат внатрешен интегритет, тие се тие кои ги прават белите во светот. Тие не познаваат, немаат ниеден, така да речеме, принцип на кој се држат, кој може да ги облагороди. Тие функционираат на една биолошка основа, на пониско ниво. Немаат суперего развиено, а тоа значи совест. Ако немаш совест, ако внатрешно не се преиспитуваш, што правиш, на кого му правиш, зошто го правиш, ако немаш сочувство, значи све што означува совест, ти не можеш да бидеш човек, полнокрвен човек. Значи ние говориме за така степен на свест. Сега, она што ти го викаш комунизам, не се разликува многу од она што го практикуваат, да речеме, вистинските монаси или верници, или тие живеат по принципи. Збориме, допираш една работа која исто така блиска до религијата, иако ја не можам да бидам апологет на религијата, бидејќи ја практикувам чисто аматерски, нити можам да говорам, но секој нели што ќе влезе во тој свет, како што и во кој свет, нели како што и во комунизмот, па човек мора да има некоја основа врз која ќе збори, но збориме кога зборуваш онај губење на самопочит, губење на предавање на личноста и губење личноста и хуманоста и емпатијата, губење се збори за пад на човековата природа. Па да. Затоа што велат дека човекот по суштина е направен како совршено. Он може да биде совршено суштество. Ако сака, он го има тој избор. Но, за жал, се препушта на пониски страсти, на линија на помал отпор, на... Добро, тоа е една анализа на што може сега да иде тоа и филозофски, и психолошки, па и религиозно. Збориме за една падната природа која го отсликува овој свет денеска.
Значи, светот денеска е слика и прилика на она што ние како луѓе сме во светов. Па, ако е тоа темата, значи, може и од твој аспект, од ова вака ти како ја водиш да разговараме, меѓутоа не е страно да го свртиме тефтеров и да го гледаме и овака. Се што се раѓа и доаѓа, со еволуција со еволутивниот процес ќе го споредиме. Значи, низ еволутивниот процес одредена појава расте, се развива, попатно, помалку се менува, кризира, па се трансформира и стига до зенит и од тука натаму Пат? тоа, значи, низа од еволутивни промени или чекори води кон револуционерна промена на крај. А, револуционерна промена. Значи, она тоа е што веќе. сега доаѓаме до крај на светот, што ќе биде тригер, како се вика на македонски, што ќе биде иницијалната каписла, настанот. Прекинува, да, знам, добро, знам на што мислиш. Што ќе го не можеме да го сознаеме, не го гледаме. Еволутивни промени ќе го претвори во револуционерен скок, во квантен скок, никој не знае. Во овој последниот случај, тоа беше економската криза. Светска. Значи 2008. Што по тебе таа донесе? Што до тогаш, а што донесе таа? Он е тригерот. Он е замаец. Што беше до тогаш обзервирано, сега можеме и дистанца? Многу еволутивни чекори, да речеме. Да? Од кај да почнеме? Да почнеме од падот на Австро-Унгарија, на Турската империја, на Британската империја, распадот после Втора светска војна, пошто Велика Британија победи, беше на победничката страна у Втора светска војна. Така. Ама империјата британска падна. Значи, војната, Втора светска војна, беше војна против фашизмот, номинално, официјално. Ама всушност тоа беше војна за разградување на британската империја. Да? Па да. И Првата светска војна почна така. Германија порасна, ама светот веќе беше поделен меѓу империите Велика Британија, Франција, Холандија, Португалија, тие европските. За Германија немаше место. Она се бореше за свое место. Прва светска војна ја изгуби, по 30 години тргна уште еднаш. И таа војна, уште временски, ние сме многу блиску за да имаме прецизна оценка како се случувало и што се случувало. Да, повод за војната беше фашизмот. Ама причината е сосема друга. Прераспределба на моќта, на изворите со нафта, на транспортите, на фактички Втора светска војна е претекст на ова сега што го гледаме, односно Втора светска војна ако заврши, таа продолжува во поинаква форма. Светот се бори, Америка се бори за доминација, зошто сака 4 милиарди фазла да ги управува. Не. И требаат извори. Извори енергетски, требаат пазари, и треба простор и работна сила. Тоа истото, да речеме, на тоа истото парираат сега и другиве центри на моќ или моќни земји. Не е тоа едноставно некој само така сака. Оној што сака да биде империја, тој не е само за да осваја степи и пустињи. Си бара светот начин за економски и понатаму да но профитира. светот како никогаш
нити напредувал, а и никогаш повеќе не пострадал, можеби во целата своја историја, колку во 20-тиот век во двете светски војни. Види, знаеш како, временската одсечка иде вака. Таа е права линија, овдека на средина на линијата се одбележува со нула. Од нулата према назад е минус, да речеме, еве, колку, 8.000 години. Добро. Ете, јас сега импровизирам. Од нулата наваму е иднината. Колку си подалеку од нултата точка, кој ќе стигнеш таму пред 8.000 години, да речеме, човештво колку имало? Еве, да имало 10 милиони или 100 милиони. Добро. На планетава. Ние само можеме да предпоставуваме какви предизвици, какви неволи имале. Ама од тие 100 милиони што живееле, ако пострадале 50 милиони у земјотреси, вулкани, војни, тепања меѓу племиња, гладои, што знам, болести, не е ли исто? Како овие ние што ги броиме, бидејќи тука сме поблиску до тоа. Значи, така не можеме да зборуваме објективно. Нас ни се чини дека од моментот кога се мерело, а тоа е, значи, од кога постоеле, што знам, Римската империја, па наваму ни се чини дека е тоа најмногу. Нели? Меѓутоа, ние не знаеме ни колку популација имало тогаш. И тој сооднос, да речеме, на 100 милиони, да, на 100 милиони, ако погинат 10 милиони, тоа ти Знаеш ли што ми е муабетот, зошто го зборам тоа? Затоа што по Втората светска војна светот се обидува преку Организацијата на Обединетите нации, Обединета Европа, да создаде систем, иако е тоа, нели, сепак за контрола, за моќ и така натаму, но систем во кој нема да се случуваат повеќе вакви судири од ваков кои излегуваат од контрола, кои едноставно може да доведат и до светска војна и така натаму. Лоша ти е перцепцијата. Лоша ми е перцепцијата. Мислам, све ова што го кажуваш е декларативно стои. Европската унија е унија мировен проект, знаме да ги дадоа сега и Нобелова награда, да се скинеш од смење. Значи, па види, Европа е пацифизирана после Втората светска војна, бидејќи главниот играч Германија беше поразен, па поделен. Велика Британија не можеше да собере сили после распадот на незината империја. Франција шо беше? Франција она што од секогаш била. Приврзокот држава Ороспија. Ако нема луди кралеви, има тие што се, како се вика, нивни уште полуди советници, швалевска нација, па да не збориме. Нека ми прости францускиот амбасадор, ич неам добро мислење со факти историски за таа држава. Она што мислова ми отиде. Ти реков не функционирам навечер. Она што е важно е дека Европска унија мислеше со не Европска унија, Европа после Втора светска војна или луѓе паметни мислеа дека траен мир во Европа ќе се обезбеди ако се анулираат последиците од сите претходни војни. Бидејќи сите народи во Европа, благодарение на 1000-годишното воено минато кој го имале, маклење меѓу себе, традиционално непријателство и така натаму. Бидејќи границите се повлекувани погрешно, нели? Кој победил ги поместувал, ги правил и така. А не биле природни? Не се природни и повеќето сите европски земји уствари имаат своја диаспора, односно малцинства во соседните земји, дека со формирање на ваков еден сојуз, тоа беше трговска и економска заедница, не политичка, ама со формирање на тој заеднички пазар,
дека ќе се Добро рече, анулираат тие нема да се анулираат, ама еве антагонизмите помеѓу народите да се намалат. Така, ќе се релативизираат границите, ете така да речеме, и ќе си комуницираат слободно деловите од Они народ. велат дека денеска тоа е постигнато. Не, види, они си го постигнаа таму Западна Европа. Да. Еве ти доказ дека ние уште сме, значи Европа, едно е да си фантазираш што е. Европа нема сила, нема интелигенција, нема волја за да го обедини цел континент. Го остави Балканот И југоисточна недовршен, Европа. па тоа е југоисточна Европа. Така. Нивните клиенти од балканските војни, од Прва светска војна, ги остави да се джавелјаат, да си живеат у тој лимбо простор заглавен измеѓу балкански војни и Втора светска војна. Ништо не е сменето. Гледаш ти, на Балканот ние уште имаме соседи кои не ја признаваат Македонија. Не ја признаваат, ја оспоруваат, дали сваќаш? Фактот дека ти го бараат името, идентитетот, историјата, црквата, ти кажува дека они не ја признаваат. Зашто не ја признаваат? Затоа што добиле на тацна како поклон дел од територијата Македонија по распадот на Турската империја. А зошто ја добива? Западна Европа плюс Русија ги частеше овие своји, како се вика, Сојузници, да речем. овие пиончиња. Така. И си преку тие пијуни си инсталираше свое влијание на овој дел, во Медитеранот фактички. Сега последиците од тоа ги чувствуваме ние. Затоа што ние живеевме во Југославија како република, бидејќи бевме на страната на антифашистичката коалиција, значи на победничката страна, и плюс сами си ја ослободија нашите татковци и мајки територијава. Да, не беа странски војски, не Не беа странски, југословенски војски, ништо, сами. македонските војски, македонските И бидејќи сами си ја партизани ослободија, тоа го на овој направија, дел, тоа е факт. во Егејска Македонија не им дадоа. Сојузниците плюс Русија ја продадоа Егејска Македонија. Ја бомбардира, значи, нашите македонските партизани кои не прифаќаа таква распределба, они се бореа за автономија или за обединување на Македонија. Но вело дека заради тој дилот и врзувањето со комунистичката партија на Грција и така натаму, тие се зафрканци. затоа што се македонците се врзеле со комунистите, затоа британците, Па затоа немаше грците, други. затоа оно било антикомунистичко движење. Антифашистичкото движење во Грција беше комунистичко движење. Немаше грци не комунисти. Комунистичката партија на Грција дури не можеше да ги мобилизира сите грци, односно грци, него мораше да соработува со македонците. Македонците имаа интерес да се изборат. Они се бореа. Кои грци? Они у првиот позив отидоа да ја бранат својата земја. Сега Грција. Со италијаните, кој да не имаше грк, некој да војува. 28.000 луѓе у прв мах се кренаа, македонци. Така да тоа, тие смешки комунистите би... Не, си се договорија Черчил, Сталин уште у Иран, уште пред Јалта. Си се договорија, свери на интерес, американци и британци дигнаа авиони со напалм бомби, ги бомбардира позициите на македонските партизани во Грција. Грците, власта монархофашистичка, се бореше на земја, а помошта ја има од Логистиката и бомбите од бомбардирани, тоа е. Сега, значи, тие се страниците. Јас се прашувам, овдека има ли некој пристојно нормален човек, образован, да мисли дека светот живее во дисконтинуитет и дека фашизмот е поразен со
нели, падот на Германија, на Хитлерова Германија и све сега тоа, другото, градиме еден постфашистички слободумен свет. Не, фашистичката политика е жива и се практикува во Европа. Пример е Македонија. Оној што не знае што се основите на фашизмот или на нацифашизмот, нема да му биде јасно дека ова негирање на постоењето на Македонија, на самоопределувањето на македонскиот народ, нели, на тие принципи се заснова Обединети нации, после Лигата на народите, значи Обединети нации, со повелби, со акти, со све. И имаш и меѓународно право, имаш што сакаш. Ништо не важи. Па важи ли? Не. Вака, ако не си индоктриниран, си го слушаш здравиот разум, логицираш. А ако си индоктриниран, ако си испран, со испран мозок, Соросоид? тогаш ништо не размислуваш. И тебе ти се чини ова културно, па денеска ќе се израдуваш, видиш, малку, како 2-3 метри сме мрднале, условен датум, ни дале, ке не обсервирале, ке не наблюдувале, па ја не сум замолчена Менгеле, они да ме обсервираат. Искрено да ти кажам, многу навредливо звучеше дека во 3 месеци ќе не обзервира какви ќе биле нашите, дали ќе сме го решили проблемот со името, какви ќе биле нашите односи со Бугарија и какви ќе ни биле реформите. Не. Остај ги ти реформите, они ништо за реформите, они не прават реформи, ние сме понапред од Франција у реформи. Значи, овдека се работи за еклатантен фашизам. Значи, оној што мене ме негира, оној што ќарил на мене, тој ми поставува услов ја да ги пеглам односите со соседите. Кои се односи со соседи? Со Каракачанов? Со Димитров? Кој тврди дека не постојам? Со Златна Зора, кој вика дека ќе ме дере. Како да ги исправам ја тие односи? Како, еве, седиш со мене, ја ти викам, ти не постоиш, бе. Треба да си смениш име, треба да смениш идентитет. Ти како, ама од друга страна шефов, како се вика на телевизијава, ти вика латас, да речем, и ти вика, не ме интересира, ти има да, она што сака нек ти прави, ти има да бидеш фин и културен. Нема да можем За да земеш плата на први, можеш? Некој има. Некој може. Некој може. Тоа се враќаме на почетокот. Оној што живее биолошки и неговиот филозофски концепт или сваќањето на животот, за животот, му е јадеш, како се вика тоа, се множиш и да ми простиш репродукција. Да, и одиш у клозет, тој ќе прифати. Пошто нема надворото. Луѓето не сме исти, нели? Некој ти вика, не бе, идам да се тепам, идам да се борам, идам да си барам чаре, ама нема да ти седам да ме газиш. Значи, доаѓаме до тоа. Ние како општество треба да си определиме, ама кога зборам општество, овдека мислам на сите чинители. Значи, универзитети, тоа Академија на науки, тоа учители од градинка па до гимназија, новинари, политичари, све живо и диво, да биде свесно дека ние глупо си ја трошиме колективната и индивидуалната енергија, фокусирајќи се и чекајќи дали ќе ни даде некоја групација таму право да преговараме, да бидеме дел од организирана Европа. Ние сме Европа. Од Европа одбива да го прифати фактот дека постои. Мирка, еве тука да застанеме у моментов. Се сум слушал, сите анализи ги знам. Сите можни, значи антагонизми кои Втора светска војна до не знам наназад и така натаму, турско робство, грците и се. Но
никогаш не сум слушнал од каде е тој коренот по тебе. Ти рече една реченица, сега не знам дали тоа ќе го повториш така како што го имам слушнато од дали ќе успеам да те Коренот е инспирирам. стар. За од каде е тој корен на толкав антагонизам за непризнавање. Значи, ние не збориме за непризнавање 100 години. Ние не збориме за 200 години. Од Римското царство на... Зошто од Римското царство? Па види, сега како да ти кажам, прво... Зошто таков антагонизам и зошто толкаво тепање за Сега Македонија, ти кажам. македонци, за брендот, за името? Името. Само името е. Зошто? Името е. Зошто? Па името символизира. Јас сега пак вака една реченица да кажам, што треба да ја учат децава од прво оделение, односно малку посериозно кој ќе стигнат у гимназија. Да бидат свесни што значи збор. Секој збор е символ, означува нешто. И Македонија е збор. И символизира нешто. Македонија имала еден крал, се викал Александар. Бил Тој прилично крал, успешен. значи, сега не зборуваме дали сме ние наследници негови, да не некој, нели ние имаме и луѓе, Бог да чува, буквалисти, ништо не разбираат, што и да им кажуваш, ќе си го превртат у својата шема, не знаат и символиката погрешно ја чита. Значи, името Македонија се врзува со тој човек. Тој човек истрчал на светската сцена со политички концепт. Бил освојувач, ами имал идеја. Неговата империја или светот што ќе го освои да кохабитира во хармонија. Што значи тоа? Да живее у хармонија меѓу себе. Не освојувал за да убива и да руши. Значи имаш два вида на владетели, освојувачи, градители и оние што рушат, деструктивци. Овој имал таков концепт. Тој концепт го запомниле народите кои биле освоени од него. Таму не поставувал своји сатрапи, него локалните династии. За да не бидат, да не се чувствуваат како слуги или како подредени, тој и неговите генерали и војници се женеле, се мажеле со локалните, нели, таму господи и станувале дел од таа елита со тоа што примале и нивната религија, нивните верувања, култови, што ја знам. Значи, тој концепт на империја, пошто пред тоа немало, освен Персија, која била од многу помал карактер. На тој концепт подосна доаѓа римскиот концепт. Римскиот концепт е сосема различен. Се заснова на завојувања, прво на војни за слава и второ завојувања кои од завојуваните правеле робови. На центарот Рим. Подчинети на центарот Рим. Тоа е Рим им поставувал владетели кои ќе ги поробел, сатрапи, како ја наметнувал својата, тие се да, ја како Ирод, како не знам, ги наметнувал своите вредности, својот пантеон, своите богови, своите обичаи. И народот тоа го чувствувал како туѓо. Сега. Имало побуни. Да. И ги гушат со сега, крв. еден Цезар, да речеме, или едни, сите владетели после него. Идеал, идол, па и до ден денеска, до Наполеон. Да? Идол им бил Александар Македонски. Освојување, ама да бидат водачи, па уште и да ги сакаат тие што биле, нели? Да, Александар не бил омразен. До ден денеска. До ден денес. Не бил омразен. До Афганистан, каде да, неговото име не е. Не е Можеш ли символ ти на да омраз. замислиш
Некои колку генерации, колку Поминали. векови поминали и споменот за еден човек да е таков. И можеш ли ти да замислиш каква омраза имало на секој после него што не ја постигнал неговата слава. Прво, значи римјаните овде. Влагање све ја поделиле Македонија. Исто што прават и други. Горна, долна, не знам. Камен на камен, ништо да не се знае. Цезар, ние знам кога студенти кога учевме историја, имаше ранг листа на злосторници, на најголеми злосторници на човештвото. И сите ние мислиме, Хитлер ќе го видиш е овака, Да. 50 милиони луѓе, Концлогори и слично, добро. евреите ги сотре, не знам што. Оп, го гледаш, Хитлер на трето место е. Прв е Цезар. Гај Јулија Цезар. Да. Историчарите кога прават ранг листа. Зашто? Зошто? Александрија ја запали Александриската библиотека. Така. Целокупното знаење на човештвото до тогаш го собрал Александар. Го ставил у таа библиотека. Овој го уништувал. За да го држи светот покорен. Само заради тоа, да го држи во И незнаење. тука доаѓа Рим, Раздели- доаѓа и ја раздели па владај. Тоа е концептот. Сега, зашто го споминјам ја римскиот концепт? Зошто? Затоа што Европа као континент, ние зборуваме за континуитет, значи те молам, во историја нема дисконтинуитет. Празен простор нема. Не само празен простор, све е континуитет. Претходната одлука што сум ја донела, утре ќе ми се одрази на идната. Значи, човекот живее во непрекината низа. Генерациите умираат, се раѓаат, но животот на човештвото е низа. Тој нема прекини. Не изумрел човек, па пак да се роди. Него се развива, има кризи, ups and downs, нели, нагоре, надоле иде, но тоа е непрекината животна низа. И сега, Европа за темел ги има избрано двете култури. Грчката, ахајската, ете да речеме, и римската подоцна. Исто и За друг македонската- историчар исто ми го рекол дека Европа се темели На тие два. на хеленската култура, Не хеленска. пардон, Не постои хеленска, тоа е измислица од 19 век. се извинам, Значи не постоеле и на римското право. хајците, тие грчките полиси што имале таму. И на римското право. И Рим, Рим. толку се. Двата столба на владење. За трет нема. Каде- И сега пази што се случува. Да. Таа осакатена, таа никаква Македонија, делена, парчена, без, значи, обезглавена, ете така да речам, Македонија. Избришана со векови, повремено, на 1000 години, на 1500 години, прави нешто што ги го пореметува усталениот ред. Кој го прави тоа? Македонија. Македонија. Као простор. Као простор. Као простор. Значи, На 1500 години. па викаш. 1500 години, колку сакаш Добро, ти. добро. Не ја да знам оваа обсервација на интернет. Христијанството- Добро, повели? Нели од тука почнува да се шири? Лидија, Свети апостол така. Павле, преку Лидија и така натаму. Писменоста, Од овдека. значи, од латинскиот јазик кој бил општо Основа, прифатен, римски, така, и нели грчкиот, се пробива македонскиот. македонскиот и описменuje према север до кај стигне. Така Значи наречените и христијанство, словенски народи. Како сакат, тлото од каде потекнува се вика Македонија, а како сакаат они нека ги викаат. Они се утепаат нешто да преиначат, ама ти како пребришувај што сакаш прави, тоа е тлото на Македонија. И сега, дури, еве, она што е за тебе ерес, а ја посебно го вреднувам, е и катарените, односно богомилите. И тие тргнаа од тука. Стигнаа до Франција. Значи, реформаторски, револуционерни
пресврти прави. Последниот е А и римското право од овдека е потекнато, Јустинијан, да не збориме за тоа. Последното е 1903. Сите забораваат дека после Француската револуција, Добро? комунистичка, нели, кога република стана Франција, нели пропадна таа. Така. Нели Наполеон се круница, нели се вратија, се реставрира кралствата во Европа. На почетокот на 20 век Европа беше збир од кралства. И неколку, нели, тие, како се вика, големи монархии, турската и австро-унгарската, кои пропаднаа. Но кралства, кнежества, тоа имаш. Сега таму, некои таму македонци у ќошот на Европа, у фина разгаќена империјална Европа, решија да дигаат востание и да прогласуваат прва република на Балкан. Нема на Балкан, у Европа. После француската комуна, друга нема. 100 години подоцна македонците тргнаа нов систем. Републики. Република направија. Кој ќе ги поддржи? Не сум го перцепирал дека е тоа прва република во еден монархит. Да, во цела империјална Европа. Не те поддржа ни Русија, нормално, царска не те збориме за основите на антагонизмот спрема Македонија. Значи сега кога ја би бил, например, од перцепција на лорд, на некој лордовски наследник или на некој кралска фамилија или некој масонски и така натаму, се што од овдека ми доаѓа ми се коси со својот светоглед и со она што ја се обидувам да го задржам како Па што мислиш ти, зошто на почетокот на векот Македонија имаше поддршка единствено од Америка, која беше така колонијална ситуација? Па затоа што Америка немаше ни цар, ни крал, ни ништо. Таму беа збир од емигранти. И тоа беше, нели, републикански систем. И овие им беа симпатични. До Прва светска војна, нели, имавме поддршка од американците, само што они не беа светски играчи. Вудро Вилсон. И таа Лига на народи. Лига на народи. Остаја Лигата на Вудро Вилсон. Значи, американците тогаш ја поддржуваа единствената земја која имаше движење, политичко движење за република. И вела дека тоа е во континуитет до ден денеска таа поддршка од Америка. Не, остай, молим ти се. Сега таа е империја, таа сосема другачие размишља. Таа сега не се калкулира со интереси, да не ги налути европските сојузници, не знам, овакви и онакви. Она има други пресметки. Ние и сметаме сега. И сметаме затоа што за џабе, она, со нејзината логика гледано, едно парченце оволкатско земја со една шака народ и прави проблеми. Ја компрометира на јавна сцена, на светска сцена. Америка не го почитува меѓународното право. Како и Европска Унија. Знаеш каква бламажа е таа? Тоа вака нас не изгледа... Заради непочитувањето на одлуката на судот од Хаг. Они се должни у Совет за безбедност да ја спроведат. А не можат, затоа што имаат разни сплеткани интереси наваму натам. Стварта е, ова не го кажувам јас за така. Јас кажувам дека треба да многу да се учи, многу да се чита, многу да се разоткрива, да се знае. Историјата, страници и страници уште се непрочитани. За да знае да не се шокира од вакви настани, бидејќи тие се реално да се очекуваат. Реалност беше, ова не ни е прва ситуација, ние Бадентеровата комисија, ако се сеќаваш, 90-91 година, бара, нели, на барање на Европа да аплицираме, да конкурираме за меѓународно признавање, ги дадовме, ги доставивме собствените устави на оценка на Бадентеровата комисија. Бадентеровата комисија, составена од врвни уставни правници, судии,
и даде позитивна оценка само на Македонија и на Словенија. И после Брисел не признали. Не. Ева вака. Зошто? Па ете ти кажувам. Ти кажувам, нели до сега објаснувавме зошто. Но многу звучи види. Многу звучи непрагматично. Многу е прагматично. Ти знаеш и у твоја емисија ја забележувам за џабе се утепав од зборење луѓе. Барем запамтете, значи кога збори човек употребува збир од символи. Се трудам па уште и по пластично да зборувам што поголем број луѓе лесно да запамтат, да им се вреже во сеќавање. Колку пати и кај тебе сум го спомнала Даглас Херт, многу прагматичен министер за надворешни работи на Велика Британија. Ми рече, вие сте наивни ако мислите дека ние во Европа лесно ќе прогласиме дисконтинуитет на нашата државна политика. Односно, ќе признаеме дека сме донеле погрешна одлука во Букурешт после Балкански војни. Па викам, што да правиме ние како? Има да се борите, ако сакате да имате држава, има да издржите, на нас е да ве притискаме, а на вас е да издржите. Ако не издржите, не ве ни бива. Вика, чесите, вика, им траеше 100-150 години. Па викам, кај нас колку? Па можда, вика, и помалку, ама рачунајте, негде 170 години, вика, има да се борите. Во истиот момент, мене ми се јави сликата на палестинците. Колку години они се борат од кога заминаа британците таму? И ги оставија 30 години пред Втора светска војна. Таа белја што ја направија британците, а денеска ги обвинуваат евреите. А тоа британците ја оставија таа завади па влада и заведи па влада. Цела Азија у војни влезе заради завади па влада и цела Африка страда уште и ден денеска заради таа политика. Тие се концептите. Ама не се откажуваат лесно. Она што мене ме радува е по видокот на новиот свет, овдека западниот систем, концептот на Римското царство готов е, пропаѓа низ Западна Европа и пропаста на Западна Европа. Ај ќе видиме како иде тоа. Одиме со една кратка пауза, блок на реклами, па веднаш потоа се враќаме назад во студио. И кај застанавме? Не знам. Подсети ме. Ама ти реков, него продолжи разговорот оф програма. Знам дека влегуваш во емоции и едноставно пауза за тебе е... кажам, немам проблем ја. Пауза за тебе имам ја прогноза темелена на анализата на Обединети нации, нели излегла за 21 век до крајот на векот. Значи. Не сум ги видел тие анализи. Што говорат тие? Па не говорат баш добро. Анализи за што? Уопште како ќе се движи човештвото, што ќе се случува на планетава. Борбата за вода, тоа знаеме. Осте тие приказки за мали деца. Молим те, за глад, за не знам, све е тоа тежок фингерај, луѓе. Знаете ли вие дека плански се фрла храна во така наречениот западен развиен свет, за да може да држи цена? Па не само цена, да прави профити, гладен народ не мисли сам, него гледа да го напуни стомакот, можеш да го манипулираш, можеш да си правиш. Немај, молим те, тие теми да ги отвараме. И прогресивен млад свет кој редовно зема дрога или таква технологија тврдиме, знаеме, значи човештвото отишло каде напред и сега имаш две нелогични работи. Не знае како да преработи вода, а планетава ни е 90% вода и не знае како да се грее, да речеме, мора на нафта, нели?
Не знаеме. Или на газ. Да. Сонце, ветер, вода, ништо тоа. Да. Тие се најскапи. Таму не се инвестира, скапи биле технологиите. Ние, човекот отиде до Марс, од таде Марс натаму, нема што нема као технологија, само ова е скапо. Сончева енергија е Оне што би ги решиле проблемите. Така, лекови се скапи, а ние сме дел од природава. За секое као битие од планетава, за секоја болест мора да постои лек во истата таа природа, пошто тоа е еден систем кој функционира. Апсолутно. Кога се прекинати тие врски, се прекинати за профити. Анализи. Е изместен. Па еве ти анализата на Обединените нации вика, веков уопште нема да биде лагоден, ќе има драматични судири, човештвото не го чека спокоен живот. И сега не мораш да си многу паметен, само земи и анализирај. Добро. Што се случува, еве го мигот во Европа. Јас знам дека пред 2 години пишував дека фашизмот ќе стане доминантна политика. Зошто Во станува Европа? доминантна политика во Европа? Па еве гледаш ти екстремната десница ескалира. Секаде каде кризата економска кај што се појави и социјална, се ослободуваат емоции. Тие емоции се агресија према другиот, тој што го загрозува. Кога парче леп треба да делат 4 души, почнуваш да го мрзиш секој. Така, што ќе те остави тебе гладен. Прво страдаат оние што се различни, дојденци, значи од бившите колонии, како да речам, грефчиња. Значи, еднаш ги експлоатирале дома, господарите, после овие дошле да им слугуваат во нивните матични држави и трет пат еве ги сега ги третираат како узурпатори на туѓото парче леп. Но во исто време имаме и една цивилизацијска војна борба која барем ние исто така ја перцепираме, а тоа е радикализацијата на исламот. Тезата А и тоа е исламски фашизам се појави. Една од тезите е Само подоцна од другите. Дека него го иницираше попадот на источниот блок и левицата која остана идеолошки испразна и така натаму, а на која многу не изначеше религија и така натаму, едноставно и требаше маса на контрола, се нафати со, пошто идеолошката матрица, попадот на источниот блок и губењето на здравите идеолошки подлошки на комунистите што ги има, што ги наброи на почетокот на емисијата, стана борбата за правата прецел на хомосексуалците и максимално дури чекај се, ти тоа попрецизно ќе го дефинираш, а тоа е иницирање на на радикалниот ислам и едноставно, ја да го кажам вулгарно, а ти кажи го, те молам, поанализирај го или поби ме оваа моја будалаштина. А тоа е да го држиш мнозинството малтретирано од малцинството кое е прилично радикално. Како имаме во нашето општество, например, ако во наше општество ние решиме да правиме црква, имаме цело општество се дига, се дебатира, треба, не треба, атеизам, соросоиди и така натаму и така натаму. 4 џамии се дигаат во меѓувреме, никој ни да писте заради, нели, да не се дига меѓуетничка тензија и слично. Тие тези, колку држат вода и колку се во игра во целава оваа приказна, твојата анализа, ти често пати си го анализираш. Вака, ја сега ова, не знам дали можам вака како ти што ти излагаш со чиста теза, јас не можам така да анализирам. Прво, јас, еве, во предност сум пред тебе, секоја религија мене ми е подеднакво и важна и вредна, доколку си има следбеници. Значи, не ги делам исто, тогаш можеме да збориме и за христијански радикализам. И христијаните во одреден период идеа со крстот на чело и уништуваа во име на крстот.
Све се тоа манипулации и лаги. Оној тип на, јас говорам за исламски фашизам, не радикален ислам. Религијата сама по себе не е ни радикална, ни добра, ни лоша. Таа е религија у која веруваат одредена заедница, општествена. За да се појави исламски фашизам, мора да има предуслови. Као што рековме, за било која екстремна варијанта мора да има предуслов. Предусловот е колониализмот, империализмот на Западна Европа. Остави зад себе пустош со предизвикани па замрзнати, менаџирани па замрзнати конфликти. Никогаш нема да заборавам една изјава на еден палестинец стар на кој син му се самоубил со бомби. Човекот вика вака: кога на човек ќе му земете се, и семејство, и земја, и работа, убивате, и се, да. го тормозите Така. се. А нема шанса никако другачие да писне, да му го чуе некој гласот, да се организира за да може да се бори, нели, за своите права. На крај нема ни пари, вика, ни оружје да купи. На крај самиот станува оружје, бомба. Значи, до таму станува невозможен, абсурден животот, без, рековме, без ориентир, без принципи, без ништо, кога све на крај самиот идеш и гинеш. Не Барем мислиш дека нешто има постигнеш. тука индоктринација на контроли? Сегде има. Секогаш ке има. Па најголемата демагогија ја ширеа фашистите. Народот, права, социјал, и комунистите исто правеле од сталинистичкиот ков, сталино-ленинистичкиот ков. Ние за девијациите ќе збориме или ќе зборуваме за условите кои ги создаваат. Јас знам дека едно 20 години се води дебата како да се означи терористичка организација, што е терористичка организација, а што е, да речеме, за ослободување. Нема една дефиниција, затоа што тие што манипулираат, углавном центрите на моќ, тие кога ќе им текне прогласуваат. Они си имаат ранг листа кој е за нив терорист. Па денеска бил Јасер Арафат, утре станал носител на Нобелова награда за мир. Да беше Бин Ладен жив, веројатно, ако седнеше да преговара со американците, ќе добиеше Нобелова награда за мир. Не е важно пред тоа што правил. Они преку Не е далеко од вистината. Немој, молим те, па ние знаеме најдобрите сојузници на САД на Блискиот Исток. Овој на Сирија сега председателот и оној на Ирак, Садам Хусеин. И Садам Хусеин. Да, прво ги хранеа со оружје и пари за да војуваат за нив, после тоа ги прогласија за диктатори и ги соборија. Овој сега, нели, ќе го соборуваат, оној дозволија и да го обесат. Тоа не се принципи. Тоа се интереси. Па денеска си со нив, утре си... Тоа е хајхуј меѓу другото. И тоа ја доведе ситуацијата, кризава во западната цивилизација, до ова дереже никој да не им верува во ништо, вклучително и нивните граѓани, и таму ние во овој таа момент... агресивна политика, нивна... Лажење, профитирање, генерирање војни. Генерирање регионални, локални судири. А веќе народов не може така да го манипулира, да ја продадат како порено. Не може. Друго време. Ете, се појави и еден Wikileaks. Не може, тајни нема веќе. Нема тајни. Све е ачик, не гледате ништо, не проаѓа. Цела генерација на овие транзициони политичари, последна генерација на евроатлански политичари,
углед има нула. На извори излага 20-30%. За сметка на тој паднат углед, интегритет, изгубена доверба, разочарување, за сметка на тоа растат, еве тие да речеме полови лево и десно, кои идат до екстремизам, во зависност колкав е степенот на кризата. Кај се јавуваат? Се јавуваат во оние држави прво, кои се сложени, кои имале претходно долга историја на војување внатре, на посложена етничка или верска структура, со различни културни навики, нели, традиции, Шпанија, Франција, Италија, Велика Британија, значи, еве Грција доле, значи, почнуваат да пукаат прво внатре по шавот. Почнуваат да се јавуваат движења за отцепување, за автономии. Ама тоа е во комбинација со економската криза. Види, значи пак да не заборавиме. Тригерот е економската криза. Ако не беше економската криза во Америка, така? Не е важно, цела е. Сега е должничка криза, значи најбогатите земји во светот пострадаат економски. Економијата е длабоко сврзана со политиката, односно со социјала, со начин на живот, со работа, со култура, со што сакаш. И тоа се одрази на општествата. Сега тие се во превирање унутра. Значи, во наредниве, овој извештај на Обединените нации го кажува, да не се лажеме. Политичарите во Европа се исти како политичарите во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, во СДСМ. Одбиваат да се соочат со реалност. Дури ова го заклучуваш и од извештајот на Обединетите нации. Јас ти правам паралели, сликовито ти зборам, не од извештајот. Одбиваат да се соочат со реалноста. Кога не можеш да се соочиш со реалноста, дека твоето време поминало, ти го давиш човештвото, односно својата популација, со козметики, со непродуктивни, така да речеме, експерименти, не можеш да донесеш одлуки, не гледаш, не ти дофрла погледот напред. И кризата во Европа, значи во овој дел, поготово, во западниот дел на Европа, нешто нема да се смири, него ќе ескалира. Од таа криза можни се само два исходи. Таа долга криза. Едниот е обидот на Германија со асистенција на Франција да воспостави условно наречено четврти рајх, односно она да ја уреди Европска унија, бидејќи е стабилна, економски моќна и практично доаѓа нејзиното време, така да речеме. Тоа е едниот концепт. Дали ќе се вика Европска унија или Соединети европски држави под доминација германска или не знам како, тоа е едниот концепт. Вториот е, ќе кажам и кој е поверојатен, врз основа на извештајот, односно на анализата на Обединети нации. Вториот е поделба на Европа стара и нова. Еве сега да видиш каде сме. Четвртиот рајх или Обединетите европски држави предводени од Германија со асистенција на Франција е мртво роденче, бидејќи нема да го дозволи Британија. Америка. Британија веќе од сега кажа. Британија веќе како словенците од Југославија веќе се откажа. Они веќе сега прават список на, така условно да кажам сега, пак символично, на следната антифашистичка коалиција. Значи, овој концепт нема да го дозволат прво американците. За русите не сум сигурна.
Како ќе играат играва? Не сум сигурен. Но, американците за тоа повеќе навиваат за овој вториот. Европа да биде од една страна со англичаните да ги поразат, нели, овие, да во Англија они имаат сојузник цврст. Од друга страна да ги стимулираат бившите источноевропски земји како свој партнери. Полска, Чешка, тие што го направија Вишеградскиот сојуз одбранба. Оваа пролет. Сега, правејќи нов регионален центар Полска и давајќи импулс на Велика Британија, Америка пак ќе доминира на европскиот континент. Тоа е едниот план. Но, со оглед на темата, тоа не значи дека нема да пробаат. Пробаа преку ова фискална, ова, како се вика, централизација на буџетите, ова што го прави Меркел. А гледаш дека пропаѓа. А пропаѓа заради тоа што ни Меркел, ни нејзините советници не даваат јасен одговор. Што ќе правиме во таков случај со плурализам? Ако еден центар во Берлин има шанса да ти го конфискува или да ти удри вето на буџетот национален, како ќе излагаш ти како плурални партии на избори, кога на избори се иде, се иде за јавните пари, како ќе ги менаџираш, нели? На граѓаните им ветуваш, ќе им градиш мостови. Кинески систем, еднопартиски? Како? Може би тоа има идејата. Чекај, ама тоа не се вика веќе. Тоа не е веќе демократија. Капитализам, демократија, тоа кој знае како се вика. Треба да каже, разбираш, ти мораш да имаш политичка подлога за да кажеш што градиш. И гледаш како рокнуваат експериментите. Прво ќе потпишат таму потпишувачите од сите земји, кои ќе си отидат дома, уклучуваат мозок и викаат, чекај бе, што ни прават овие? Оп, контра. Значи се пробува на разни начини да се истера еден концепт. Втора работа, вчера, на Европарламент слушнав една од најголемите глупости кои може некој бирократ да ги изговори, а ги изговори еден. Вика, иднината на Европа е да се изградат Соединети европски држави по принципот на Соединетите американски држави. Па види, поголема глупост не може никој да изговори, бидејќи Соединетите американски држави се формирани од оние колонистиве кои освоиле територија на племиња кои немале ни држава, нема никаква историја, нема ништо, и со знаменца забодувале земја и одредувале, тие не биле држави, тие биле територии, без никаква традиција претходна, освен оние што ги заклале као племиња што живееле таму. Така, индијанци. Овдека, национални држави, со 1000-годишни традиции, со лози кралски не знам од као, со оформени нации, ентитети, ти сега ќе ги преведуваш култура, Кое уредување? Која нација тоа ќе го дозволи? Какво уредување ќе биде тоа? Сега, не знам таму, колку, 27, уште колку да има, 27 кралства и не знам колку републики, како тоа ќе функционира? Што, републикански југ и кралски запад, кој е тоа уредување? Која е таа институционална облога што ќе ми ја даеш законодавство? Како ќе го уредиш тоа? Веќе не функционира ни римското право. Во Америка, ја колку што знам, знаме на Америка е едно, нели? Во сите држави. Така? Да. Ај да те видам ја тебе сега националните знамја, гледаш ти албанциве овдека знаме на туѓа држава го прогласија за свое национално. Оди ти во идната Соединети европски држави,
И ова, еве, плавово со звездиве, кажи им го. Не Замени им го на сите. избери, ај усогласи им ги историиве, национални после. А не можеш ни валутите дури. Не, валути нема, еве, едно евро е. Едно е економска заедница. Едно е дури и политичка заедница, вака. Еве, и оваква па не функционира. Едно вето и рокнува цел систем. Ај ти континентов така уреди ми го. Ама да ги пребришеш сите, не овој пут само македонци. Ајде видиме црвените линии тогаш. Тешко дека тоа ќе може да се. Епа, види. Оној што ќе проба, значи ќе предизвика судир. Вирка, Судирите во Европа се неминовни. Какви судири? Неминовни. И Збориме идеолошки. овие судири штрајкувачиве што се бунат и така натаму. Тоа е прва фаза кога ти се бунтуваш затоа што ти живееа удобно. Има, сега нема. Го губат Тоа е комодитетот. Добро? Тоа не е толку опасно. Што изродува тоа? Што Тоа изродува? расте, тоа не може. Па види. Изродува фашизам. Еве, од тие судири и тој губење на комодитет се раѓа национализам. Не, национализам, молим те, Си извинувам? Значи, секој поим да си се знае што значи. Национализмот не е... Тоа само кај нас. Како негативно се обележува. Национализмот уопште не е негативен, не символизира негативно дејство. Ништо негативно. Добро. Шовинизмот е сосема друга работа. Pardon, my French, тогаш. Фашизмот и национал фашизмот, или како се вика тоа, наци-фашизмот, тоа се екстремните форми. И од лево има исто екстремно. И Пол Пот, такви, како се вика, што е она што ќе варијант. генерира такви судири кои еве ти кажа. по тебе? На една територија. Што конкретно ќе биде повод со малку и према богатство. кого? Еве сега е протести против штрекуваат Почна со владите. емигранти. Сега почнаа да се ја прочитав во еден од британските, сега не се ни сеќам, весници, многу паметен свет има, морам да кажам. Интелектуално долги Брилјантен, години, добро. брилјантен во Велика Британија. Една анализа лани беше, која фино си кажува дека кај да е треба да чекаме, вика, внуците на антифашистичките борци и внуците на фашистите да се судрат. Повторно. Да. Повторно борба против И фашизмот. еве ќе ги видиш. Ама сега ние збориме за една цело да, време ми збори за една форма која нема да ја ни препознаеме. Во Грција Ние имаме во Грција кој ќе Мирка, оние што го предводат овие идеи, за ти што ги нарекуваш четврти рајх, па левицата ги предводи во Европа. Што се Баросо и овие? Све се тоа левичари. И они се борат Они за се таа... бюрократи, не се ни левичари, ни десничари, те молам. Окей. Они се Окей. само спаѓаат у категоријата евроболшевици, бидејќи они не се ни избрани од народ, не се ни не представуваат никого, они се елита сама за себе. Од друга страна, погледни го PR-от каков име. Погледни ја медиумската контрола. CNN, BBC, медиум. Погледнете, се сретнуваш со министри. Како викаат? Ке дојде од Европа, дојде словенецот, ни лупаше на маса, моравме законот за авторски права, дословно вика да го... Кој вика? Зборам сега еве конкретни примери за кои сме разговарале, например Министерство за култура, кога дојдоа на маса им лупа, па дури откако се свестија какво е. Зборам за како ќе ги препознаваме што е фашизам, бидејќи фашизмот беше многу јасен. Фашизмот беше против странците, Златна зора е фашизам, така? Да. Ке дерат кожи, ке дерат Ама до ова. година, човече, ти вака си, знаеш ова, си збориш и не ме слушаш. Пак не ме слушаш. До година ќе ти биде, нема да имаш пасоки неа демократија. Така. На изборите да сме живи и здрави, подсети се што ќе ти кажам. До година ќе ги видиш. Тие ќе бидат маргинални како на Тито Петковски партијата. Озбилно ти кажувам. Така.
Ке доминираат од лево Сириза, од десно Златна Зора. Ти што ке правиш? Тие да се убиеш не можеш да ги споиш. Осте го македонското прашање дали ке се заедно или не. Едноставно два пола од една нација. И тоа мислиш ке генерира внатрешни судири? Па како? А процесите во Европа кои еве на пример ги започна Шкотска можеби не, но еве во Каталонија со референдумот. Еве тие зашто? Еве тие и САД. Тексас сега барали. Така. Све што се спајало у моменти на криза ќе проба да се одвои. Никој од западната цивилизација од ова нема да куртули. Ние кај Миленко прете кога почна кризата кажувавме. Светот нема да го препознаваат оние што ќе бидат живи. Ја фала Богу го гледам. Добро, види, факт е дека ти си историчар и многу добро знаеш. Француската револуција не беше 2 дена, таа траеше 10 години. Така? Нормално, ама и пред тоа значи и претходно зобривањето било период на 10 години. А после нејзиниот пат, па реставрацијата на кралот. Самата економска криза, големата депресија траеше не помалку од 10 години, исто така. Види, ова не е ни депресија, ни ова. Овдека имаш збир на факти. Нешто сосема ново. Населението во Европа старее, економијата не е заснована на вредност да изслужи на човекот, туку да го цица човекот. Човекот стана орудие, берзанска стока. Ние сме на пазар на трудот. На пазар на трудот не идат ајвани, идат луѓе. Ти утврдува цена на труд. Човекот, затоа сум ја левичар, човекот треба да ужива у добрата што ги создава. Профитот треба порамномерно да се дели. Она што, нели, скандинавските земји го прават, што е чист комунизам, по Маркс. Зимаш од профитот на тие што го оствариле, го ставаш у заедничка каса и од тие пари распоредуваш на оние што немаат такви способности да создадат толку пари. Да бидеш солидарно општество. Да, па сите декларираат, ама сите се декларираат дека сме социјални. Дали ќе го наречеш комунизам или ќе го наречеш социјално одговорна заедница или како сакаш, исто е. Но така било и во либералниот капитализам? Не. Либералниот капитализам вика вака. Светот е џунгла. Кој е предатор, кој е најспособен преживува, другите ги јаде. Кога стигна либералниот капитализам до таму, еволуција, Дарвин, еве го сега што го чека. Не може, нели колку пати си слушнал. Да, ама направи комунизмот. Идејата на комунизмот не се одржа воопшто. Која идеја? Кај имало идеја на комунизмот? Не ја живее у Шведска, у Финска, у Норвешка, они не ја живее во бивша југословенските, во Бугарија, во Русија, во Руманија, во Полска, во Русија. Тоа е циркус. Кој ти вика дека тоа било комунизам? Кај што една партија тутор тие или еден крал тутор тие и ги малтретира луѓето, како може да создаваш вредност ако ти таму иде на политичка подобност за непријател може да те, ако ти го контролира животот 24 сати на ден, како може да биде тоа комунизам? Ајде, да се вратиме на Европа. Предвидуваш воени конфликти во Европа? Да. Тоа е најреалната она што ќе го гледаме во наредната... Да, ова декада. За десетина години оваа Европска Унија, ваква каква што е, и како што не дави, ќе ја нема. Ќе биде нешто друго. Сосема ќе се преуреди. Нема враќање назад, да се разбереме. Во историја назад одење нема. Никој не се вратил, тоа да не се лажеме. Значи, формите различни. Нејджел Фараш што викаше, вика, вака поставена, вика, е неодржива Европската Унија и таа ќе се распадне. А еден му приговара и му вика, ние ја направивме со најдобри намери да ви... А останој вика, извини, Советскиот сојуз со најдобри намери е создаден за добробит и благосостојба на народите кои живееле, па не се одржа тоа така. И не може. Штом темелот на кој
почива една градба, е подриен, може да се задржи градбата. Ветер да дувне од 100 километри ќе ја урне, а не земјотрес. Луѓево малку веруваат дека Европа ќе дозволи до такво нешто. Па моја генерација не веруваше дека Југославија ќе се распадне. Не веруваше, така. Па која империја верувала дека ќе им се распадне? Британците, вие мислите дека Черчил изгубил на избори затоа што пиел виски и пушал пура? Не, затоа што у Втора светска војна влезе свесен дека ќе ја загуби Британската империја. И тоа британците не му го простија. Он се бореше и победи. Победи, а ја изгуби. Како некој, знаеш што, Европска унија, на почетокот рековме, е создадена да се одржеше на тој темел на кој е создадена, а тоа е да ги исправи грешките од војните претходни. Значи, да ги релативизира меѓудржавните граници, тоа пропадна. Со Мастри, со Лисабон. Ја разградува однатре, ја подкопува. Ја подкопува до Објасни го малце подетално. Па сите акти кои одскокна или се отклонија од почетната идеја, која го создаде темелот, сите фактички ја ослабна идејата на Европска унија. И сега е таа у еден монструм претворена. Зошто тоа се случи? Па сега јас не знам, тоа друга емисија ќе правиме. Моје тоа да прашам зошто. Зошто се случи? Еве ти реков, заради низа еволутивни промени кои не ги обмислува, користејки се, ставајки се во функција на моќ, и на профит, заборавија она што треба, она што го градат, како можеш ти, кажи ми, сериозна организација, да заборави, да превиди дека не уградила одбранен механизам од економски кризи, а формирала заедничка валута. Како може тоа? Не се тоа аматери, ја и ти па седнавме да си играме. Значи, некој правил грешки во низа, или се занесувал, си правил бајрам со умот, дека на ваков начин преку криза ќе стигне до преуредување на континент еден, и еве се преигра. Се заева, буквално да ми простиш. И сега нема назад. Мирка, време е за уште една цигара. Морам пауза да направам. Колку паузи ќе имаме? Ја да сидам да летам, човече. Не, уште по една цигара кафе да свртиме, па после ќе продолжиме. Мора да се вратиме на муабетот. Што ние овде ќе правиме? Па фала Богу, ајде, те ме удави за Европа цела емисија, еве. Еве ти цигари, пуши. Крај на светот дефинитивно доаѓа барем онаков како што го знаеме. Западната цивилизација од сите ова што го кажеш, од она што можеме да го очекуваме, влезе во декаденција и сега ќе тоне. Као секоја, додека, значи незиното време пројде. Сега доаѓа времето на оние народи што беа, така да речеме, колонизирани од Западот. Азија е на потек, Латинска Америка е на потек, Африка ќе биде многу скоро. Со помош на Кина. Па сега движечка сила мора да има. Гледам, опасна хистерија ги фаќа американците во врска со кинеското присуство во Африка. Кинезите им доаѓаат како joint venture 50-50 и така натаму. Има право нешто Америка што не ги да се буни, бидејќи она е империја која многу кратко траеше. Као светски господар. Она е технолошки надмоќна, воено е надмоќна, но се друго е доле. Во смисла на... Она не може веќе да војува сама во светот. Затоа сме потребни. Овие што и се сојузници од Европа се истоштени, не можат ни своите
војски да ги подмират, да ги нахранат као социјални пакети, а не па да иновираат оружје, што ја знам. А второ, за да победи некоја империја. Тоа историјата јасно го докажува. За да победи, мора да има мотивирана војска, која ќе иде да стои, да убива, да седи таму, да трпи последици и така натаму. Као што гледаш, последниве војни во Средна Азија, што ги отвори Америка, со своите сојузници во кои спаѓаме и ние, ги изгуби. Многу полесно него виетнамската, и таа ја изгуби нормално. Значи, во Азија се лузери заради немање мотив. Мотив, плячка, може да трае многу кратко. А да заседнеш таму и да се бориш со високо мотивирани народи, домицилни, е неодрживо. Но оние сменија тактиката. Да, бомби фрлаат. Арапската пролет. Каква е тактика? Тактика, радикалните групи ги потикна против режимите кои се борат во Либија, во Египет и... Знаеш ли како? Исходот од тоа што е? Што е? Тунис е катастрофа. Од една уредена земја, сега е мизерија. Ја барем имам комшика што ми живее у Тунис. Со семејството кога доаѓа овдека, страва и ужас. Либија, 170 племиња таму, ги поджавелја, ги направија функционална држава и јок. Колку ќе цицаат? Кога цицаш нафта или што зимаш? Не, сега со многу големи ризици. Со кој зна какви подкупи, со локални разни банди се расправа. Египет пробаа со овој морци, го направија за кратко фараон, пред мотивиран народ мораше да отстапи, знаеш? Уставот го донесува, па референдум треба да имат, нели? Па го избриша членот. Не бива. Гледаш за Сирија колку време изгубија. И се уште И уште губат. Али, зашто? Ова е многу важно за нас како лекција. Затоа што во Советот за безбедност имаш, благодарение на Втора светска војна исходот, 5 земји членки со право на вето. И меѓу другото и Обединети нации во овој век ќе се реформираат, ќе мора да доживеат, да ја отсликуваат новата слика на светот. Зашто таму седат 3 земји од западниот дел на светот. 2 европски, плюс Америка. И 2 азиски. Не го отсликува светот. Ја немаш Африка, ја немаш Латинска Америка. Во Европа, Франција и Германија не ја отсликуваат новата Европска Унија. Германија ја немаш, а Германија е моторот на новата Европа. Тоа е неправедно, како ти кажам, распоредена моќ. Таа, бидејќи сега и официјално ќе заврши Втора светска војна, значи, последниот бастион на Втора светска војна е Обединети нации, како е поставено. Кога и тоа ќе падне, светот одново ќе ја гради конструкцијата, така да речеме, институционална. Значи, иднината е во Азија. 2-3 најмоќни држави, најбогати држави. Кина, Русија, Индија. Значи се таму. Јужна Америка, век, Аргентина, Бразил. 21 век, покрај се друго, ќе биде век кога големите економии ќе се борат за работна сила. Кубури, Западот, иако беше најбогат, престана да се репродуцира. Еден од условите една држава да опстои, значи да се развива, да се самоодржлива држава, е да има народ.
од мноштвото народ имаш стално работна сила, имаш идеи кои се реализираат низ работа. Тие идеи и тој производ после се продава. Кога се продава, печалиш. Печалбата, колку повеќе печалиш, толку повеќе моќ создаваш. Повеќе се важиш, повеќе се развиваш. Сега. Во новиот свет, за кој ние не знаеме уште како, значи, политички како ќе се организира. Не знаеме, може да биде следната скала да биде похумано живење, а може, не дај Боже, да биде да потонеме у големи турбуленции, па да се Историјата знае и такви работи, да има и многу подобри општества и многу полоши општества. Кај сме ние во цела ова приказна? Ние застанавме со разговорот за Македонија, застанавме на, бидејќи светот како и да е, мора на некакви правила да се гради. Така, меѓународното право е основата, таа што ние ја гледаме ни паѓа. Што еве, како успева меѓународното право? Точно тоа ти што го перцепираше дека ние сме им трн у око, ние сме им проблем затоа што им паѓа меѓународното право на оно што сакаат на светот да го продадат. А тоа е, имаме пресуда, по меѓународно право ни се укинува нашата волја, желба народна искажана преку референдум зацементирана во устав, дека сме македонци, дека името ни е Македонија и меѓународното право, они тоа ни го порекнуваат. Меѓународното право е единствен инструмент кој е на располагање на малите народи. Бидејќи немаме што моќ. друго. Немаме моќ, немаме бомбардири. Да имавме бомбардири, ќе го решевме проблемот со името. Овие заедници регионални како што е Европска унија, тие што се формираат, тие фактички, или она како порано беше движење на неврзаните и не знам што, тие организации се прават за да се окрупнат малите и незаштитени, за да им добие гласот на силина. Арно ама. Кога стапува светот во транзиција, односно во хаос, почнува да важат други правила. А тоа се? Не важи правилото. Прво не важи правилото. И каде сега ние во целова приказна? Еве, Мирка, да докажам. Пример, низ примери најубаво се учи. За Македонија, нели, изјавата на оној, како се вика, генсекот на НАТО, Расмусен, беше дека за НАТО не важи пресудата. Добро. Истиот генсек, пола година подоцна, кога почна конфликтот со Сирија и Турција, нели, као прва борбена и студена линија, загуби не авион, него по грешка сиријската армија гаѓала турски авион кој го повредил сиријскиот воздушен простор. Така. Се исправи истиот Расмусен да се повика на меѓународното право. Тоа ние што го викаме двојни стандарди. Штом почнуваат на јавна, глобална политичка сцена двоен аршин, штом во Европска унија ти вика си ги исполнил сите услови што сме ти ги задале, ама не ти давам датум за преговори. Мирка. Тоа значи дека во светот во хаос важат двојни стандарди. Да, ама ти си маргинална личност. Ти си Ноам Чомски, те пуштивме од демократија да збори. Зошто? Имаме Сорос. 5 милиончека годишно овдека се влеваат во медиуми и немаат ни тие пари. Окей. Пресуши, ама како гледаш каква инерцијата за овие 10-15 години, што ќе стигне од Европа, што ќе стигне од Америка, не само во нивните новинари, медиуми, политичари, цели политички партии, туку збориме еве и од сегашнава гарнитура. Добро, и тие се воспитаници на Запад. Не критички прифаќање на било што да се дојде. И едноставно, како викаат, стратешки партнер нам ни е Америка, само Америка може нас да не одбрани, само у
НАТО ние можеме да бидеме безбедни, само у Европа ние можеме да имаме економски просперитет. Па како сакаш ти да создадеш клен на друг начин? Клен. Клен, да. Мрмот. Уште нешто друго да ти кажам. Ке ти пуштам флоскули, ке те воспитувам дека само ова е линијата и ти само таа ќе ја гледаш, ти не знаеш конјот, ако му ги ставиш овие, тој не знае, така. не знае Лево, ни десно. лево, ни десно, ни горе, ни доле да погледне. Шиба, коридор 10. Ама кои се Види. алтернативите тогаш? Нема алтернативи бе, види. Што тогаш треба да направиме? Мирка, до пред месец дена Чекај, бе, ама- народов беше изваден од памет, не можев емисија да затворам овдека. Се Па, тоа е, распослаа па, милион албански знамиња. Па. И луѓево викаат што се дешава? Ништо Што не се случи? дешава. Ништо не се случи. Не, се дешава провокација, ама ти сега, види, јас си мислев дека народ кој е изложен толку долго и на пропаганди, и на провоцирање, и има видено се и се што, дека дува и на маштеница, дека не верува у ништо. Ако ти ми кажуваш дека народов уште се за романтично гледа на работиве, види, ако сум здрава и права, а од сите страни имам живо блато, ти мислиш дека ќе стојам вака и ќе умрам? Ќе гледам, ќе гребам со овој на прво Да се спасат, така. како се вика, гранка да се фатам да се излечам. Так. Со последниот За бив. Како може да е различно за држава? Сакам да влезам у редот на европски држави, бидејќи по географија сум у Европа. Добро. А По традиции, по култура. по меѓународно право е на наша страна, Ќути. а од друга страна не Ќути, се почитува. слушај. Ќутам, слушам. Слушај, не се почитува, го констатиравме, кажавме зошто. Значи, ако не ќе да ме прими сега, тоа не значи ја дека си ги откажувам своите, како се вика... Амбиции или стратешки цели. Јас сум европска земја, не можам да бидам јужноамериканска. Но, ако треба, ако сум доведена во ситуација да обстанам, ќе заиграм, ако треба, и јужноамериканска земја ќе станам, и азиска ќе станам, и африканска ќе станам. И топтан све заедно ќе станам. Ти прилично Дали сваќаш? сваќам, одлично сваќам. Значи, очаен човек има опции. Или да загине, или да се бори за својот живот. Ти сериозно? Како може да седам и да водам упорно 21 година политика кога сите знаеме дека името е целта. Со името иде курбан и цел народ. Ние сме вишок за Европа. Дали еднаш ќе се свати? Тито Петковски се вика, ништо вика ние нема да исчезнеме ако го смениме името. Не, Тито не е свесен за себе и за тоа. Он е, како да ти кажам, една... Како ќе исчезнеме? Еве, збориме, да збориме за оние што сметаат дека не е страшно. Хари Костав ли ке ми го цитираш? И он викаше, дај територијална подел, па шо, ако се нема да се пресели ни гробиштото, ни куќата. Оди нека му каже на оној од Косово. Види, за шајшутки не ќам да разговарам. Сакам да се вратиме на темата, сепак за гледачи збориме. Значи, кога немаш опција, ја не знам дали гледате вие, Западна Европа, во потрага, по бизниси, по пари, по профити, тргна шефови на држави кон Азија. Ти силно ги критикуваше владата затоа што отида во Детройт. Не, нашиве запнале Европа, од Европа не мрднавме. Умрени сме ние по Европа. Абе, Европа е тука, ние сме Европа. Дали денеска ќе се зачленам и ќе примам тоа, како се вика, членска карта? Или не, член библиотека. Па и кога ќе се зачленам, морам пак у некоја групација, бидејќи мојот глас со тројца пратеници таму, нели, 2 милионска земја, колку ќе имаме, ништо нема да значи, да не ќе добиеме ние некој комесар. Да не збориме тоа. Јас те прашувам тебе, за да бидам одржлива држава, ми треба ли прво економија? Апсолутно. Парите не се на запад веќе. Таму се. Така. На исток. Па нашиве не ни знаат шо е Узбекистан, Азербејџан, денеска слушнав еден мудрец од овој воениот блок,
се изненадил непријатно Да? дека Македонија, Да. македонскава бизнис заедница немала појма за Афганистан и можностите да развиваме бизнис у Афганистан од која ќе си замине Америка од 2014. Види, Кој го изјавио? еден. Забравам му името. Експерт. Експерт. Наш експерт? Наш. Бог да чува и да брани. Присуство на Пол Волерс. Ние ќе го... Мирка. Да. О, сериозно иде. Бизнис, поготово треба да го користиме искуството, пошто најмалку 10.000 македонци работеле у Афганистан и ние сега, значи, колку треба да си очаен. Сега, да мислиш дека рудник за вработување и за профит и Афганистан. Еве да го земеме дека и Афганистан. Афганистан беше рудник, додека се американците. И кој ќари, македонците не се сетија, они идат таму да бранат идеја. Ама ние не знаеме дека Средна Азија има пребогати држави, каде што можеш да тераш бизнис, каде што можеш да пласираш производство ако го имаш. Ние не се тркаме, ние ќе откриеме од кога цела Западна Европа ќе се пресели таму и ќе се стационира. Ние тогаш ќе се сетиме да активираме мозок, да понудиме наши производи, ништо ние не... Тоа мене ме нервира. За да го правиме тоа, за да се оспособиме, за да преживееме, прво треба ние да имаме цел. Не може да ми биде мене цел да ме примат у друштво Бугарија и Грција. Јас таму припаѓам и ќе дојдам. Па добро, се Цел покажа ми е- таа иницијатива економска. Па за плинот, Каде? Южниот со Кој Индија. плин? Кој не- плин? Кај имаме плин? Па Јужниот крак сега што ќе бидеме поврзани. Овој Потоков. Потоков. Јужниот поток. Па целата финта беше да се уклучиме, господине Јанко, кога Путин пред да отиде у Атина и кога не заобиколија Грција као стратешки интерес, Русија пошто влезе, нели, со Бугарија, со не заобиколија, не оставија као слепо црево, бидејќи ние амбо го гледавме. Амбо американците ќе ни го носат допрва у 30 век од Марс. Останавме со прст у уста. Ни Амбо, Ни мамбо, ни амбо. Сега ова ти е компензација низ тебе да пројде, ништо од тоа. кракче едно, не поминува Кракче. низ нас, нема да поминува, бидејќи земјите низ кои поминуваат Тие имаат си го посебни... испреговара, јас Да. затоа ти викам, мене ме нервира политика на вечно трчање да го фатиш рачката од последниот вагон на некоја композиција, бидејќи за да обмислуваш и да мислиш за држава треба знаеш каде да ти шета погледот. Зошто ја да го читам, да ја читам анализата на Обединети нации или на Стратфор или на ЦИА или на не знам кој, ја не го правам тоа да не ќе правам ја држава. Го читам за да знам утре да напишам кој ќе кажам нешто да биде кажано, да ја видам сликата кај ќе оди светот. Ние немаме ни институт, ни институција, никој што се занимава. Тоа ти е бе као штабска карта у војна. Па поставувани бродчиња, ташачиња, си ги мериш, ги гледаш, тековно генералите, тие што планираат, тековно. Знаат играта, ја гледаат играта. Ние немаме таква институција на такво место, со такви соседи, со таква Европа, не знаеме, немаме таква група на луѓе оспособена за... Па ние имаме општество до толку поделено, радикално поделено во Сите најбазичните... општества се како да ти речам... Ама по национални интереси бе, Мирка, зборам. Ние не можеме се согласиме за знаме, за име, не можеме за основни Па работи. добро, само ние ли имаме малцинство? Не, окей е тоа. Ама еве, не зборам за малцинствата. Ние збориме за поделеноста на народот овдека. ВМРО, СДСМ. Не е поделен сериозно. народот. Не е точно. И тоа е лага. Кај си видел ти дека е поделен народот? Еве ја идев на трибини.
на трибини што ги организираше ВМРО. За новинарство, беше не беше за. Меѓутоа темите таму што се поставува, луѓето кои беа присутни беа од сите политички провиниенции, од сите генерации, од разни професии, а не видов скара народ. Така, да бевме ние добри проценители, ќе имавме и поголеми тиражи, и телевизиите ќе имаа поголема гледаност, и политичарите ќе имаа повисок рейтинг. Лажат народот, ги има прочитано, не има сите прочитано, не има демистифицирано крај. Кој сака нека спори со мене. Веќе не може да му се продава ништо. Ништо. Интуитивно знае повеќе од сите на себе. Ти кажав, со таксист што се возев, министерот Никола Поповски за надворешни работи вода може да му носи на таксистот. Све му беше јасно на човекот. Не му треба ни Мирка, ни Јанко, ни Станко, никој да му објасно. Све му е јасно. Искусен човек. Здраворазумски бре, само здраворазумски, ќе седнеш и ќе гледаш. Кај се парите? На тој правец. Ајде државата има да иде. Сериозно, никој не ни објаснува ништо. Сериозно го прелагаа народот изминативе години. Кој го прелажа? Политичари, медиуми, контролирани од одредени центри и така натаму, и народот никогаш после 2001 година народот во Македонија не е ист. Тоа јас се убедив. Тоа е последната работа што успеа да му ја продадат. Ништо веќе не може да му продадат никаква пропаганда, ништо. За џабе, еве ти кажувам, пропаганда не помага. Не помага. Интуитивно знае, он чувствува, знае. А сметаш ли дека народот е високо мотивиран да издржи и да истрае во тоа? Издржува. Не, дали понатаму овој народ е свесен, еве пак интуитивно сваќа дека му требаат реформи. Се побунили, знаеш ли колку болни реформи направи од 2006 оваа влада? Ја секоја од нив ја поддржувам, симнувам кап. Генерација која стварно уопште не очекувавме, не изненади. Направи првите чекори, реформи се прават постојано. Се дообликуваат се, значи, но народов ги сака, ги бара, не се побуни, не излезе. Знае дека му требаат. Му требаат. Знаат дека државата треба да стане, како да ти кажам, силна и функционална и ефикасна. Да, особено например строга финансиска дисциплина, УЈП, плаќање по даночна реформа, најжестока ја сакаше народот. Иако не му беше мило што секоја година сериозно првпат треба да плаќаат. А сега плаќаат. Си плаќа. Мрмља праја, ама си знае. Самиот народ кој мрмља, ти вика овој народ признаа само ако има казнена политика, казна за ова, за непослушност. Значи, видите која висока свест ја има секој човек во Македонија. Што друго заклучи од тие средби со народот што ги имаше? Дека се фикс. Еве вака да ти кажам, фикс. Оној политичар, да, што ќе помисли дека може да му гибне у име и идентитет, слободно нек си најде локација кај сака да се обеси. Не да се обеси. Да си има кај да го закопаат неговите ако го закопаат. Нема. Кај народов тоа е веќе зацементирано. Нема СДС, нема ВМРО. Значи ги исклучувам овие соросовидиве и дали веќе овие странци веќе капираат дека не ќе можат да постават никаква марионета, нити марионетска влада, нити партија, нити што ти знам, да дојде која ќе успе да го смени името и идентитетот на овој народ. Они долани пробуваа. Да. Да го последните избори беа и токму и тоа, ако не се лажам. Долани пробуваа да го тргнат Груевски. Да, добро. Сега се откажа. Гледам дека има некои кои мислат дека ова од Шамаров, демек нов од Европска Унија, значи дека се бара алтернатива за Груевски, не. Груевски сега за сега е без алтернативен, или како се вика, ВМРО ДПМН. Додека не стигне нова комплетно политика со нова политичка генерација во СДСМ или некоја друга партија. Мирка, ама сега, значи во овој циклус
на овие парламентарни избори, а моја проценка е дека и наследните парламентарни избори, ако не направат некоја катастрофална глупост, овие ќе си останат. Мислам овој ќе си прави промени, гледаш дека менја генерации, но нема, за сега нема на повидок, левица во Македонија нема, бидејќи десницата превзема цел социјален пакет од нема празен простор што викаш стално. Тука и у Европа истото го одигра повеќето десни партии, народњачки, еве како сакаш, десно-центристички. Значи, се покажаа многу повешти, си го препрочитаа Маркс, си зема све што е социјално, значи као население, као мнозински групи, ги имплементира во своите, ги вградија во своите програми политички и еве ги. Они фураат овие. Сосема за крај. Значи Македонија во 21 век, оваа генерација сега што е на власт, не може да го затвори, да ги затвори последиците од балканските војни, или барем не сите. Ке треба уште една генерација. Додека да се деси тоа, на оваа генерација е да ја сочува Македонија на еден начин, да ја конзервира, да ја зајакне економски, да ја промовира во светот, бидејќи македонците се непознат, непризнаен народ. Значи, да ја побиваш или да ја намалуваш грчката пропаганда, западната пропаганда, перцепција, да менуваш на разни соросоидни здруженија кои инвестирале у тоа да те нема тебе. Пропуштеното време да го стигнеш, пошто никој, ние со Латинска Америка, кој знае со колку земји имаме уопште односи. Ние ништо. Ние сме, за нас е тој континент табула раза. Африка требаш да ја преораш, зашто никој од нас не смее да заборава. На крај на краиштата, ние ќе дојдеме у Обединети нации као и Палестина. Палестинците си обезбедија мнозинство, за нив цел свет знае, ние допрва треба да си го изодиме тој пат. И да си градиме сериозни, стратешки важни односи со двете земји членки кои имаат право на вето, а се од Азија, бидејќи тие ќе ни бидат последниот штит, не дај Боже да не испреговараат со Америка, но мораме да имаме некаква заштита за да не изгинеме, да не снема како држава. Значи нас ни е исклучително битно да имаме добри релации со Москва и Пекинг. Во наредниот период не можам ја да рачунам. Немојте да се занесуете дека до ирското претседателство па ќе се заврши. Ништо не е сигурно со Европа. А Европа која тоне не може да биде за мене спасоност. Добро. Ја ти благодарам за ова навистина исцрпно излагање. Ти си чест гостини кај Миленко во неговиот нов концепт, па разработувате и повеќе теми, но мислам дека, иако таму си често, мислам дека требаше вака во 2 часа инспиративно да излезе од тебе, да истече твоите анализи, бидејќи ретко кој се нафаќа на вакви широки и длабоки анализи. Уште еднаш ти благодарам за гостувањето во емисија. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Утре вечер ќе имаме реприза. Реприза, што ќе репризираме, имаме доста работи. Предлог мој е да ја репризираме емисијата со Миленко, бидејќи колку што можам да забележам на интернет беше прилично популарна. А репризата со Мирка Велиновска ќе оставиме за идната недела. Ви благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.